Здраво, ова е 273-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први печатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Астероид Сити на Вес Андерсон, во кој станува збор за представата на познатиот писател Конрад Ерб, глумен од Едвард Нортон, кој што прави пиеса за таткото Оги, глумен од Джейсон Шварцман, кој патува со трите ќерки и синот гениалец во руралниот Астероид Сити, кај што неговиот син треба да учествува во традиционалниот научен надпревар со најбистрите млади мозоци во САД во 1955 година, која ќе мора Оги на неговите деца да им соопшти дека е почината нивната мајка. Токму тој се запознава со актерката Мич Кембл, глумена од Скарлет Јохансон, чија што ќерка исто така е учесничка во надпреварот, која има измислено забрзано растење на радиоактивни плодови. За време на овој собир, неочекувано слетува вон земјанин кој си го зема метеоритот, кој има паднато претходно на тоа место и си заминува со својот вселенски брод, па американските власти, начело со генералот Гибсон, глумен од Џефри Рајт, ќе мора да најдат начин да ги разуведат сведоците дека не посведочиле на слетување на вонземјанин. Како постмодерна интервенција на оваа пиеса е токму незиното создавање, кое е снимено ахроматски, под нарација на одличниот Брајан Кренстон, кој умее да упадне во екранот кога милува, за да го елаборира течението на действието од зад кулисите, односно да го прокоментира процесот на креирањето на представата на Нортон и да пополни делови од неа кои се одвивале пред настаните на Астероид Сити со помош на Адриан Броди, Марго Роби и Вилјам Дефо, сработени во рамки на ТВ најави или театарски вежби. Со оваа поделба на задолженијата добиваме еден коментар на Андерсон за фамата околу слетувањето на подземјаните на среде пустина, која била актуелна во 50-тите години на минатиот век и периодот на нуклеарната закана и расчленетите нуклеарни семејства. Меѓутоа, действието е реализирано во негов препознатлив пастелен манир. Ишчекор за него е црно-белиот сегмент, кај што се реобмислува фамозната пиеса, деконструирајќи го креативниот процес за незиното создавање, анализирајќи ги именителите кои се конститутивен дел од неа. Иако Вес ги има на располагање најпопуларните актери во светот за секој негов филм, новиот е ода на актерската глума со тоа што дава коментар за подготовката на оживување на ликот и негови итерации и вариабили за да се најде саканото место во представата. Со оглед на обилниот број на актери, неминовно е да се дојде до заклучокот дека тие глумат ликови за една употреба, кои се тука само за да очудуваат и да исчезнат. Мерлин Монро ми е најблиска аналогија на ликот на Јохансон со оглед на карактеристиката дека била способна за хумор, но никој не ја сваќал сериозно, а покрај неа во своите блиц споредни улоги се појавуваат Маја Хок, Хоп Дейвис, Стив Карел, Тилда Свинтон, Лив Шрајбер, Софи Лилис, Мет Деймон. Филмот нема централен лик, иако ликот на Шварцман треба да ја има таа назнака, меѓутоа тоа е само една од мноштвото на оски на гравитација во делото. Сметам дека единствено на симулираното давање од страна на Том Хенкс не му е местото во Андерсоновиот филм. Останатите актери свесни се дека ќе ги резигнираат емоциите и сведат на безволност, за да се долови саканиот умртвен перформанс кој е Андерсонова хумористична алатка и штета што Мури не ги удостоил со своето зацртано присуство поради COVID пандемијата. Останатите ликови постојано се запрашуваат дали ги имаат донесено вистинските одлуки во животот. Роман Копола и Вес имаат напишано сценарио во кое ироничните изјави не се страни на портретираните ликови, но прашањето е колку се труделе да направат добар филм или да омажираат добар Андерсонов филм, одејќи по добро поставената изодена траса. Колку артифицијалната хиперстилизираност може да ја занемари несодржајност. Прашање на кои може да се најде одговор, исто колку што може да се најде на прашањето од каде дојде вонземјанинот во пустината. Дизајнерот Адам Стокхаузен и во овој филм е заслужен да се почувствуваме како мали деца, кои во неговите куќарки за кукли ќе може да си играат со Хенкс, Јохансон и Шварцман во нив. Постојаниот соработник зад камерата, Роберт Ди Јелман, веќе знае кој е саканиот авторски подпис на кој цели Вес, па затоа го извадил метрото и го измерил секој панорамски кадар и секоја фиксирана композиција, односно калкулирано и предодредено е секое движење на камерата, колку и да е минускулно.
Некои сцени се снимени во широк аспект, а некои во тесен, ама сите се зачувани на 35 мм филмска лента, погодна за бликнување на пастелните дизајни на таблоата на ликовите. Игривата музика на Александре Десплат е крајно непрепознатлива во споредба со неговите останати филмови во изминатите 2 децении, па нема да се разликува од неговите останати дела и во новиот филм на Андерсон. Барни Пилинг е монтажерот кој монтира пинг-понг надпревар помеѓу чиновите на самата представа и начинот за незиното создавање, а помеѓу тоа употребува и анимација од 2-3 фрейма во секунда кога ќе слета и одлета вон земјанинот уловен на камера. Неколку пати се имам прокламирано како нељубител на филмскиот ракурс на Андерсон, посебно на неговите филмови во 2000-тите, со исклучок на стоп-моушен анимираните филмови кои многу ги ценам. Во последната деценија на неговото творештво, започнувајќи со The Grand Budapest Hotel и завршувајќи со последниот филм, го поздравувам секој негов јалов обид да се избегне преснимувањето на формулаичниот филм со бегли обиди за излегување надвор од самонаметнатиот калап на снимање на филмови, робувајќи на сопствениот маниризам кој секако дека е од помош за препознавање и разликување на филм од Андерсон од само еден кадар, но таа идиосинкретичност умее да биде лимитирачка на наративно рамниште. Точно е дека секој актер ќе се нафати да глуми во негов филм, затоа што свесни се дека ќе добијат култен статусот како ќе се прикаже филмот, меѓутоа не можам слепо да ја занемарам неговата инфантилна поставеност на тематиката за обработка, која секако дека нема да ме воодушеви со непостоечкиот хумор и со парна резигнирана глума, па затоа пастелниот сегмент, иако имаше доста калкулирани, мерени, сечени, прецизни панорамски кадри, мислам дека по сегментот на сликарот кој го глумеше Дел Торо во The French Dispatch се охрабри Андерсон да даде поголем простор на хроматскиот метатекстуален сегмент во филмот, кој е исчекор во права насока во неговата кариера, посебно во прекрасната сцена во која ликот на трешниот сценарист, глумен од Едвард Нортон, сака да вметне сцена на сон во своето дело, но не умее како, па со помош на Дефо, Броди и нараторот Кренстон пред насобраната публика од актерите доаѓа до солуцијата, а не со помош на ChatGPT и останати уреди за медиокритетско пишување. Својата премиера ја имаше на Канскиот филмски фестивал, кај што се разбира дека не беше награден Андерсоновиот факсимил, затоа што на фестивалот фаворизираат оригинални, невидени и автентични творби, а сомнително е дека шематскиот Asteroid City ги исполнува тие ознаки и ќе се издвои со својата посебност. Focus Features на Universal се продуценти и дистрибутери на филмот, кој е снимен за $25 милиони, кој врати двојно од киноблагајните во светски рамки, што докаже дека авторскиот филм може да собере пари од репертоарите, се разбира ако има доволно звезди за да ја привлечат инертната кинопублика. Можеби е и филмот за бесконечноста и за нешто помеѓу, ама едно е сигурно, тврдокорните љубители на Андерсон ќе уживаат во филмот без да си признаат на себе си дека го гледале истиот филм претходно, а тврдокорните анти-андерсоновци ќе го гледаат за инает и потајно ќе им се допадне, ама нема јавно да го кажа своето мнение. Драмата ќе биде напишана и одглумена, а во земјаните ќе си речат што мајка бараме да одиме на земјата, таму снимаат филмови за писатели на представи во филмови за представи на писатели. Ако морам да го еволуирам, тогаш Asteroid City од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 273-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и по останатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!